Во живо, Тамара, најавено беше дека на денешното судење прво обвинетиот Љупчо Палевски ќе презентира снимки како свој алиби за дента на убиствата. Како тече рочиштето? Да, деспина рочиштето и пред малку заврши, како што напомена и ти, иако одбраната на прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо требаше да покаже снимка дека на кобниот ден, односно за време на убиството на Вања, Љупчо Палевски Палчо се наоѓал во банка. Сепак одбраната на Палчо речиси еден час ја бараше снимката помеѓу нивните документи и материјали, но не можеше да ја пронајде. Всушност таа снимка требаше да му биде еден вид на алиби на Палчо, но како што кажав, не успеа да пронајдат снимката, ниту пак, како што кажа одбраната, немале софтвер за да се прочита и оваа снимка која што е обезбедена од Safe City. Меѓу другото, на ова рочиште, прво обвинетиот Љупчо Палевски побара изземање на судијата на овој предмет за двојното убиство на Вања и Панче, Ивица Стефановски, бидејќи, како што кажа Палевски, судијата Стефановски не бил објективен, не му дал да се произнесе околу неговите докази, бидејќи, како што кажа Стефановски, овие докази се веќе произнесени и со тоа ја злоупотребил неговата функција и му ги скратил правата на прво обвинетиот Палевски да ги изложи и доказите во овој случај. Судот барањето на Палевски да биде иземен судијата Ивица Стефановски го отфрли. Исто така, одбраната на Палевски побара и чаурата која што била пронајдена кај телото на Панче Жижовски од калибар 9 мм да биде донесена во судницата како физички доказ, а исто така да биде повикано и вештото лице, односно Јасмина Трајковска во судот и да има и дополнително вештачење околу оваа чаура и да се спореди со базата на податоци на Министерството за внатрешни работи. Тоа беа клучните елементи од денешното судење. Од денешното рочиште следното продолжува следната недела во среда, каде што обвинетите почнуваат со своите искази. Прв што ќе дава исказ е обвинетиот Велибор Манев.